12 милиарди евра инвестиции и отворање на нови 15.000 работни места предвидува новиот стратешки план за забрзан економски раст до 2026 година. Ова денес го најавија министерот за финансии Фатмир Бесими и директорот на Тиризоните Јован Деспотовски. Во тој поглед, целиот концепт на планот за забрзан економски раст е покрај домашните инвестиции, затоа што се базира, забрзување на раст преку зголемување на инвестиции, 4 милиарди евра јавни финансии за наредните 5 години и дополнителни 8 милиарди генерирани или привлекувани приватен капитал. На тој начин ќе се генерираат 12 милиарди евра инвестиции, кои ќе значат забрзан економски раст во наредниот период од 2,5 на 5% или над 5% просечно годишно. Од дирекцијата за ТИРС појаснуваат дека тој ќе придонесе за поголем извоз и поврат на средствата во буџетот, а ќе биде наменет и за странските и за домашните инвеститори. Вакво финансирање. Фондот е димензиониран да поттикне некаде околу 750 милиони евра во инвестиции во наредните 4 години. Имаме проекти, имаме сериозни проекти. Јас очекувам дека со овие 750 милиони евра инвестиции проекциите се барем со Светската банка ги работиме така, да додадеме 1% поен дополнително на проектираниот економски раст, креираме 15.000 нови работни места и за 45 милиони евра го зголемиме постојното ниво на приходи од буџетот кој што доаѓа од компаниите кои се активни во технолошко-индустријскиот развој. Инаку главниот фонд за новиот стратешки план ќе биде со издавање на обврзници, а не со задолжување, појаснува Бесими. Главниот фокус и новината ќе биде издавањето на развојни обврзници, зелени обврзници и обврзници базирани на проекти, а исто така во насока на привлекување и заштедата во готовина, што во нашата економија веќе со децении од транзицијата па навака се искористи и исто така и нова обврзница индексирана со инфлација. Министерот истакна дека воспоставена е прецизно дефинирана институционална структура за управување со целиот процес заради негова успешна реализација, а планот за забрзан економски раст е за периодот 2022-2026 година.